Добар ден и од мене на сите, почитуван председател на Владата на Република Северна Македонија, господин Зоран Заев, почитуван заменик министер и копредседавач од руската страна на овој самит и нова комисија, господин Груздев, почитувана екселенција на амбасадор на Русија во нашата држава, почитувани колеги министри, почитувани стопанственици од нашата држава, почитувани стопанственици од Русија, ви благодарам што во таков број дојдовте денеска во нашата држава за да оствариме колку што може подобра економска соработка. Секоја економска соработка почнува со човечката релација и со запознавањето на стопанствениците помеѓу себе и се надевам дека денеска овој самит и оваа конференција ќе овозможи да се поспостават колку што може повеќе такви врски и колку што може повеќе да таа економска соработка се зголеми. Поготово малите држави како што е Република Северна Македонија мора да бидат отворени економски према светот ако сакаат да просперираат. Поготово треба да бидат отворени економски према големите држави и големите пазари како што несомнено е рускиот пазар. Во таа смисла, јас апелирам до сите стопански комори, до сите стопанственици во нашата држава да препознаат дека Русија е голем пазар, дека Русија е пазар кој што може да абсорбира многу производи и да воспостават колку што може повеќе комуникации и денешниот ден да го искористат за зголемување на таквата можна соработка. Денеска утрово имавме билатерален состанок на кој што ги отворивме сите теми кои што беа интересни и од двете страни. Она кое што јас го отворив како тема од наша страна, го спомна и премиерот во своето излагање, беше темата да видиме како македонските производи пред се од земјоделието да стигнат подиректно и побрзо на рускиот пазар. Ние имаме земјоделие кое што може да произведе квалитетни производи во делот на овошјето и во делот на зеленчукот, но и во делот на преработувачките капацитети. Во таа смисла ги поканивме големите ланци на супермаркети или трговци со земјоделски производи да отворат еден дистрибутивен, односно колектив, центар за собирање на земјоделски производи и ќе ги обезбедиме сите услови од наша страна доколку имаат интерес тоа да го направат. Тие тоа го земаа како едно наше барање и се надеваме дека таквата иницијатива ќе вроди со плод. Се разбира, ние имаме и други области за соработка, кои што премиерот ги спомна во своето излагање, јас не би сакал да ги повторувам. Во прилог на времето и во прилог на тоа да оставам повеќе простор за ваши билатерални средби, јас тука ќе прекинам со својата дискусија, ќе ве поздравам уште еднаш, ќе ви посакам успешен работен ден и се надевам дека бројките во трговската размена помеѓу нашата држава и Русија ќе растат во следниот период и следните години и како резултат на вашата активност, но се надеваме дека и со оваа конференција ќе придонесеме кон тоа. Ви благодарам и посакувам успешен ден.